Благодарам, подпредседателе. Едноставно не можам да бидам задоволен еден оваков одговор и не би имал дополнително прашање затоа што истите приказки ќе ги слушаме. Спасовски, ви поставив многу едноставно прашање. Наместо да филозофирате, да кажувате приказки и бајки за деца и наместо да лажете, требаше да одговорите на прашањето. Тоа што вие го кажувате, тоа е манипулација на граѓаните. Вие имате поднесено пријава за случајот пред 2 години за физичка пресметка на бизнисмен со дотичното лице ваш пријател во кабинетот на вашиот Чилегов. Спасовски. Тоа е прва работа. Втора работа. Требаше да одговорите дали и кога МВР има постапувано за пукањето, дали кога е извршен претрес во домот на Мисими во врска со пукањето прикажано на видеото, дали е пронајдено и одземено оружјето, каде е објавено соопштението за претресот и дали воопшто е реагирано по оперативниот извештај или на барање на вашиот Тасевски се уште стои во фиока на оној началник Музафер Каричич, кој се уште е началник и на Газибаба. Во 7 години твое владење, Спасовски, ниедно убиство немаш решено. За ништо немаш дадено одговор. Кој пукаше во Александар Палас? Кој пукаше во Топанско поле? Кој пукаше на Рузвелтова? Кој пукаше во Арачино, во Шиша бар? За ништо немате дадено одговор. А правиш листа безбедносен град. Правиш листа безбедносен град. Затоа посебно ќе ти одговарам. Каде им давате одобрение за легално поседување на оружје? Место безбедносно да ги пратите, место мене да ме пратите. И за тоа ќе одговарате. Јас знам дека ностоп сум пратен од вас и од ваши луѓе. Што во Газибаба, што во Скопје, што во Кочани. Многу добро го знам тоа. Многу добро го знам тоа и за тоа ќе одговарате посебно. Втора работа, Спасовски, да ти кажам, немаш, како што кажав, одговор даден апсолутно за ништо. Едноставно е. Ти си водачот на наркокриминалните групи и уште поедноставно е, ќе одговараш и ќе скапеш во затвор.